Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката растење во односот со Бога. Четврток, 14 мај. Некои други прашања во врска со молитвата. Зошто да се молиме кога Бог веќе знае? Зошто треба да се молиме кога Бог е сезнаен? Елен Г. Вајт тоа го објаснува вака. Не затоа што би било неопходно да му откриеме што сме, туку да се оспособиме себе си да го примиме. Молитвата не го спушта Бога кај нас, туку нас не издигнува кон Него. Патот кон Христа, страна 93, оригинал. Навистина, Бог ги знае нашите желби и нашите потреби, и Тој ја чита секоја намера на нашето срце. Па сепак, за нас е добро да се молиме. Тој бара од нас да застанеме среде забрзаноста на нашиот живот и да признаеме дека е Бог суверен во се и да се сместиме крај Неговите нозе. Исто така, пред Бога се отвораат широки патишта за да действува кога го повикуваме да го прави тоа. Светиот Дух посредува за нас кога не знаеме како да се молиме како што би требало. Римјаните, 8 глава, 26 и 27 стих вели: исто така и Духот и помага на нашата слабост. Зашто ние не знаеме зашто треба да се молиме, како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. А оној кој ги испитува срцата знае какво е значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за светите. Зошто да се молиме кога се оди добро? Самодоволноста и гордоста, видете ја третата лекција, можат да бидат некои од најголемите пречки за силен молитвен живот. Кога би знаеле само колку ни е потребен Бог, би биле пред Него многу почесто. Ако совршените ангели му се восхитуваат и го обожаваат, зошто ние, како грешни луѓе, мислиме дека тоа ни е помалку потребно? Што ни кажуваат стиховите во Матеј, 5 глава 6 стих и Исаја 44 глава 3 стих за оваа вистина? Матеј, 5 глава 6 стих вели: блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Исаија 44 глава 3 стих вели: зашто ќе излеам вода врз жедната земја и потоци по сувата почва. Ќе го излеам својот дух на твоето семе и својот благослов на твоето поколение. Која е улогата на верата во молитвата? Прочитајте го стихот во Евреите, 11 глава 6 стих и размислете за следните зборови. Евреите 11.6 вели: а без вера не е можно да му се угоди, зашто кој му пристапува на Бога, треба да верува дека има Бог и дека ги наградува оние кои го бараат. Молитвата и верата се тесно поврзани и треба заедно да се проучуваат. Молитвата со вера е божествена умешност. Таа е умешност со која мора да завладее секој што сака неговото животно дело да биде успешно. Христос вели: се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе ви биде. Марко 11 глава 24 стих, каде што вели: затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе ви биде. Тој објаснува дека нашата молба мора да биде во согласност со Божјата волја. Ние мораме да го бараме она што тој го ветил. И што и да примиме, тоа мора да биде употребено за да се исполни неговата волја. Ако се исполнат условите, ќе се исполни и ветувањето. Не е потребно да бараме како било надворешен доказ за благословот. Елен Г. Вајт, Воспитување, страна 257-258 оригинал. Со кого треба да се моли? Најмногу треба да се молиме лично и насамо, само Бог и вие, бидејќи молитвата и проучувањето на Библијата се крвотокот на нашиот однос со Бог. Одвојте време да го преиспитате вашето срце додека разговарате со Бога и го слушате. Матеј, 6 глава 6 стих, каде што вели: а ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко кој е во тајност, и твојот татко кој гледа во тајност ќе те награди јавно. Исто така, треба да се молиме со нашите семејства или во мали групи, бидејќи каде што се собрани двајца или тројца, таму е и Бог. Стихот во Дела апостолски, 12 глава 12 стих вели: согледувајќи го тога, дојде до куќата на Марија, мајката на Јована, наречен Марко, каде беа собрани мнозина да се молат. Матеј,
18 глава 20 стих вели: "Зашто каде се двајца или тројца собрани во моje име, таму сум и јас посреде нив." Конечно, ние треба да се молиме и со нашата црковна заедница. Јаков, 5 глава 13 до 16 стих вели: "Страда ли некој меѓу вас, нека се моли. Весел ли е некој, нека го фали Бог. Боледува ли некој меѓу вас, нека ги повика старешините на црквата и тие нека се помолат над него и нека го помажат со масло во името на Господа. И молитвата на вера ќе го спаси болниот и Господ ќе го крене. И ако направил гревови, ќе му бидат простени. И така, исповедете си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да оздравите. Делотворната молитва на праведникот има голема сила." Сите три вида молитви се важни. Како треба да слушам? Молитвата е повеќе отколку само обично зборување на Бога. Треба да му дозволиме и да не реже, очистува и да не изборува во животот. Најјасниот и најбезбедниот начин да го направиме ова е да ја читаме Библијата и да ги комбинираме молитвата и проучувањето на Библијата во текот на нашето лично богослужение. Пазете се од празнење на умот или слушање на сопствените мисли наместо истражување на Библијата. Од сите работи што ги споменавме, што представува најголем предизвик за вас?